Ке ми кажете ли зошто и како дојде до идеја да се спроведува ваква кампања? Добар ден пред се до гледачите на Канал ВИС и благодарам што ја препознавте нашата активност, нашиот проект Засади иднина. Тоа е дел од агентата на Европска Унија и дел од активностите што го води Кер Интернационал. Спонзори, фактички донатори на оваа акција се германската покрајна Северна Рајна-Весфалија. Морам да ги спомнам сите, бидејќи без нив најверојатно немаше ова да се случи, бидејќи сепак е врзано со финансиски средства кои ние за жал се уште ги немаме доволно. Акцијата е многу позитивно прифатена од сите со кои разговарав до сега, еве и од вас, благодарност уште еднаш. Заедно со Средното општинско училиште Димитар Влахов ја организираме оваа кампања и утре на нивната економија, која се наоѓа зад шумското стопанство во Струмица, ќе засадиме овошни дрвца и украсни дрвца, зимзелени, а после тоа на објектот во село Водоча, каде што е сместен погонот за пакување на мед, во самиот двор кој е околу 2000 метри квадратни, исто така ќе засадиме плодни дрвца и зимзелени дрвца кои ќе хортикултурно ќе го уредиме дворот. Така, ова акција која што во 4 плански региони ќе се случува, освен пчелин рај, вклучени се и други земјоделски задруги од југоистокот. Ги знаете ли точните локации каде што секаде каде ќе се Македонија е поделена засадува? на повеќе плански региони. Ние сме југоисточен плански регион и во овој регион активноста ќе ја спроведат повеќе задруги, и тоа од Миравци, од Пирава, од Валандово, од Струмица, Куклиш и до Радовишко, до Конче. Сите овие задруги, околу 10 задруги се на овој регион, имаат за задача да го анимираат локалното население, да ги намираат луѓето кои живеат на овие простори, да ја подигнат свеста, бидејќи свесни сме, очигледно во последните години Македонија станува се позагадена држава. Тоа е многу лоша слика пред се за нас, како народ, како култура, бидејќи доаѓаат тука странци, поминуваат низ Македонија и првиот впечаток кој ќе им го оставиме ние како нација, како држава, е тоа дека сме затрупани со ѓубре.